21 жалба поднесена по одлуката на Скопскиот кривичен суд која ја донесе судија во претходна постапка, а со која снимките од телефонските разговори ги прогласи за незаконски прибавени. Законска ли е одлуката или представува заговор против работата на едниот специјален јавен обвинител кој ќе треба да работи на предметите? Која треба да биде неговата позиционираност и кои се очекувањата како апелација да постапи по поднесените жалби? Токму за овие прашања разговараме со моите вечерашни гости, господинот Драган Малиновски, поранешен антикорупционер, и Јанко Бачев, професор на Славјанскиот универзитет. Добро вечер. Благодарам што ја прифативте поканата да гостувате во оваа анализа. Пред да почнеме со разговорот, јас предлагам најпрво да го погледнеме прилогот на колешката Галена Николовска. Премиерот Никола Груевски, поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, екс-министрите Гордана Јанкуловска и Миле Јанакиевски, како и функционерите чии телефонски разговори беа дел од бомбите, ги добија жалбите на обвинителите за одлуката на судот, снимките да се издвојат од списите како незаконски прибавени. Од судот известија дека до истекот на рокот кој измина ноќеска на полноќ пристигнале 21 жалба од јавното обвинителство и дека обжалените решенија веќе се доставени до адвокатите кои барале доказите да се издвојат од списите. Адвокатите сега треба да одговорат на обжалените решенија, пошто ќе се испратат на апелација. Од страна на основното јавно обвинителство обжалени се вкупно 21 решение на судија на претходна постапка кој одлучуваше по однос на барањето за издвојување на докази од списите на предметите на јавното обвинителство. Истите веќе се доставени до спротивната страна за одговор, кој во законски предвидениот рок треба да достави одговор пошто обжалените решенија веднаш ќе бидат испратени на надлежно постапување на апелациониот суд Скопје. Дел од адвокатите на опозицијата кои ги поднесоа кривичните пријави против владините функционери не сакаат да прогнозираат што ќе одлучи апелација, но остануваат на ставот дека судијата во предистражна постапка немало властување да донесе таква одлука за издвојување на доказите како незаконски прибавени. Наспроти мислењето на адвокатите од кривичниот суд велат дека судот постапува исклучиво по барање за издвојување на докази доставено до судија на претходна постапка поднесено од бранител на осомничени лица за кои се води кривична постапка и кои се странки во постапка пред јавен обвинител. Од вкупно 27 предмети, кривичниот суд избрал 21 жалба од обвинителството по судската одлука материјалите од така наречените бомби да се иземат како незаконски прибавени. Според членот 93 од Законот за кривична постапка, обжалените решенија сега ќе бидат доставени до апелацијскиот суд, од каде ќе се чека одговор. Оценката на дел од правните експерти е дека меѓународната пракса дозволува примена на правото на пропорционалност, тоест во случајов правото на приватност од една страна, а од друга страна наводите за криминали. За поранешната судика во Европскиот суд за човекови права Маргарита Цаца Николовска, домашните судови треба да ги земат во предвид како докази материјалите од бомбите. Ако ја земете состојбата дека секоја држава има обврска да го спречува криминалот, овие индиции или евентуално докази можат да бидат средство за спречување и за гонење на тој криминал. Принципот на пропорционалност е она нешто кое што сега треба да се има во предвид. И како ми кажавте дека има веќе поднесено жалби, мислам дека повисоките судови треба на таа линија да одат. СДСМ поднесе повеќе кривични пријави, меѓу кои за Груевски, Мијалков, Јанкуловска, Јанакиевски, Протугер, за повеќе случаи кои Заев ги отвори со презентација на телефонските разговори, како докази ги приложи снимките и транскриптите од разговорите, а обвинителството повеќе од 6 месеци тврдеше дека се работи на кривичните и дека тие се распоредени кај 17 јавни обвинители. Освен одлуката на Скопска единица со која тие се отфрлаат како докази, досега нема официјална информација за истрагата. Да, тоа беше прилогот на колешката Галена Николовска. Рокот истече синоќа, официјалната бројка која што ја соопшти Скопскиот кривичен суд е 21 жалба. Нешто подоцна ќе искоментираме самата одлука. За почеток, господин Малиновски, кои се вашите очекувања како апелација би постапила во однос на овие жалби? Па добро, имајќи предвид дека во изминативе денови, неколку денови од како излезе оваа одлука на судот на судијата на претходна постапка, стручната јавност прилично изреагира конкретно, укажувајќи на причините зашто оваа одлука е незаконита и како таква не би требало да обстане.
Па така да од тие причини јас очекувам апелациониот суд да ги усвои жалбите на јавното обвинителство и да го врати предмет назад, односно да овозможи постапката да се одвива натаму пред јавниот обвинител. Така, господине Бачев, вие што очекувате? Можно ли е апелација да тактизира во односно одлуката, односно го очека моментот до кога би требало да биде извран специјалниот јавен обвинител? Па може би е неблагодарно да се дават прогнози во однос на одлуката што ќе биде на апелација, али веќе кога поставите такво прашање, тргнувајќи дека одлуката, првостепената одлука на судијата во претходна постапка е прилично јасна, членот на кој се заснова е прилично јасен, нема дилеми, така е согласно Законот за кривична постапка, и од така моје мислење дека сега овие жалби повеќе се така наменски поднесени. Малку така се даде на романтика, бидејќи знаете понекој пат на народот му е потребна малку и романтика, така да овие жалби веќе уште сега според мене барем е јасно дека ќе бидат отфрлени и првостепената одлука ќе биде потврдена. Господин Малиновски, сметате ли дека како што го постави прашањето, можно е апелација да тактизира? Има рок од 8 дена истите да бидат со се одговорите на другата страна доставени до апелацијскиот суд, меѓутоа потоа нема рок до кога апелација треба да се произнесе. Да, околу роковите за кои треба да се произнесе, Законот за кривична постапка не дава некои експлицитни рокови, меѓутоа јас тоа би го занемарил. Ја би навлегол во суштината на проблемов. Како што колегата кажа дека е јасен законот, да, и јас се сложувам дека е јасен, меѓутоа неговата јасност упатува на тоа дека е прекршен законот. Зошто го велам? Прво, процесно правно не постоеле предуслови да одлучува судијата на претходна постапка. Значи, дефинитивно до ден денес ние оперираме со информација дека кривичните пријави поднесени од опозицијата биле во фаза на предистрага. Значи, нема донесено наредба за спроведување истрага. Ако нема донесено наредба за спроведување на истрага од страна на јавното обвинителство, во тој случај судијата на претходна постапка нема надлежност да постапува. И токму затоа сега, ако забележите и дека во изминатиот период јавното обвинителство воопшто не се произнесуваше по ова прашање, значи по однос на кривичните пријави, по однос на било какви елементи и фаза во која се наоѓа, токму затоа што единствено сегментот, делот на предистрага е таен, дефиниран во законот како тајна фаза. Се друго може да даде соопштение дека против одредени лица се водат постапки, во која фаза се, што се преземало и така натака. Така да ја мислам дека е тоа првиот фаул што го има направено судот и мислам дека е тоа првиот основ по кој треба да бидат уважени жалбите. Вториот основ е она што исто така многу квалитетно беше елаборирано во јавноста од страна на стручната јавност, повикувајќи се на сите стандарди за демократски земји, за постоење на силен јавен интерес за водењето на овие постапки и во таа насока и користењето на овие доказни средства за кои судијата се произнесе дека се неподобни да се користат во кривичната постапка. Таква беше реакцијата, впрочем, на дел од јавноста веднаш по носењето на одлуката дека одлуката сама е избрзана, незаконска. Господине Бачев? Вака, според мене, значи одлуката е потполно законска, бидејќи членот 12, кој што е многу во јавноста, се елаборира. Јасно е напишан, тука дури не треба обично, нели, во правото се вели дека без разлика колку е јасна одредба, треба да некој минимално толкување. Тука и без да се даде посебно толкување, јасна е одредбата која кажува дека докази прибавени на незаконит начин, со кршење на слободите и правата на граѓаните отворени со уставот, со законите и со меѓународните договори, или пак докази евентуално кои што произлегуваат од нив не може да се користат и не може на нив да се заснова судска одлука. Значи, една прилично јасна така, неспорна одредба, а овие доказите, а сите кривични пријави колку што слушаме во јавноста се базираат токму на еден доказ, на тие прислушкувани разговори. И сега кога нема наредба од надлежен орган дека е наредено тоа прислушкување, или по евентуално од другата страна, кога не видовме ние налог и од МВР, од самото МВР не видовме налог, нека е даден да се, од функционерите во МВР е даден налог да се прислушкуваат граѓани, односно да се примене таа оперативно-техничка мерка, тајно следење на комуникациите на одредени лица. Значи нема и од едната и од другата страна. Нема таква наредба и јасно произлегува дека овие докази се прибавени на незаконен начин.
Сега тука се манипулира со формулацијата јавен интерес. Ќе се направи страшен преседан ако една одлука се заснова на таа формулација јавен интерес, бидејќи поимот јавен интерес е прилично магловит, широк поим. Јас не верувам дека има некој авторитет кој што може да даде на прецизна содржина што значи јавен интерес. Така да ако се воспостави една таква практика, да се донесе одлука врз основа на јавен интерес, тоа во иднина ќе имплицира едно широко кршење и политизирање на таквата формулација, ќе дојде до масовно кршење на правата на луѓето, бидејќи секој еден случај кој што не ќе одговара некоја владачка гарантура, дали ова, дали некоја идна, ќе се повика на јавниот интерес и ќе употребува незаконите докази. Според мене, ова држава има устав, има закони и целиот јавен интерес е вметнат во уставот. Што е јавен интерес на оваа држава е даден во уставот и во законите. А во овој случај е прекршени уставот и законите, овие докази се незаконити, така да според мене ќе повторам уште еднаш, одлуката е потполно законита. Господин Малиновски? Апсолутно не се сложувам. Мислам, ова за што говорите вие може да стане збор само во фаза на отпочната истрага. А истрагата започнува со носење на наредба за спроведување истрага. Тоа е многу формален акт кој го носи јавното обвинителство, а многу е формален затоа што датумот на отпочнување на истрагата прекинуваат рокови на застареност и така натака, и значи мора да постои наредба евидентирана во архивата на јавното обвинителство и од кога ќе почне истрага. Тоа е сосема друга фаза и тогаш да може одбраната или секоја странка во постапката да побара определени докази да се прогласат како недопуштени од страна на судијата на претходна постапка. Судијата на претходна постапка има надлежност во предистражна постапка единствено при поплаки на некои лица кои дали се малтретирани, дали несоодветно со нив се постапува и така натака, единствено во тие случаи. За ваква работа, видите го членот 93, ќе видите дека не може да се постапува во претходна постапка. Мислам, толку е совршено јасно, што не знам што е тука нејасно. Друго е прашањето дали обвинителство има донесено наредба за спроведување истрага. По мене, лично сметам дека со одредени, калкулирајќи со некои, како да кажам, ефекти што ги носи самиот чин на носење на наредба за спроведување истрага, а бидејќи се работи за премиерот и останати високи функционери на актуелната власт, се калкулирало да не се носи наредба за спроведување истрага, да нема статус на лице под истрага. Меѓутоа, сето тоа па носи друг ефект за кој сега говориме и затоа што и од тие причини е направена и повреда на постапка. Добро, значи по една работа се сложивме и соговорникот значи признава дека доказите се незаконити, само спорна е фазата во која што се донесени. Одлично. Колку што разбирам, така? Значи вие не спорите дека доказите се незаконски. Само спорна ви е фазата во која се донесени. Точно. Значи, дали се законски или незаконски, ќе одлучи судијата на претходна постапка кога ќе му дојде време. Е така, сега дојде. Значи, овде не му било времето и не смеел да постапува, не смеел да ги бара. Вие го велите. Од друга страна, не смеел и обвинителот требал да му сигнализира. Колега судија на претходна постапка, вие од мене ги барате овие докази да ви ги доставам за проверка на нивната подобност, меѓутоа јас не сум во фаза на истрага и не можам да ви дам. Значи може ли и обвинителот или обвинителството да му сигнализира и да не дојде до ваква бркотница во која влегов? Ако говориме за правен систем, јас така го гледам. Сега ќе видиме, има жалбена апелација, ако имало грешки, повисокиот суд ќе исправи таа Да, грешка. има жалба до апелација, да. Сега. А што правиме да кажеме, еве, ако и апелација потврди таа одлука, дали ќе кажеме дека и апелација не е стручна? Господине Бачев, знаеме за кое судство разговараме или не знаеме? Па виде сега судство, ние мора, еве сега малку една дигресија мала ќе направам. Ние, например, како Народно движење за Македонија, уште почетокот на кризата, исклучиво апелиравме оваа криза да се реши на домашен терен. Како мене, како македонец ми е навредливо кога ги гледам како странците ги шетаат како мали деца и ги учат на диалог и на култура. Можно ли беше да се реши кризата без вклучување на меѓународниот фактор? Значи, сега ние ова судство, како што вие велите, ако немаат верба, знаеме дека после може да се води постапка и пред Меѓународниот суд за човекови права во Страсбург. Ако значи ќе ги истрпат овие лекови домашни пред домашните судови и ќе си поднесат апликација до Меѓународниот суд и да расчистиме таа дилема. Да. Никаде во закон за кривична постапка има изречна забрана дека судијата на претходна постапка не смее да постапува во оваа фаза.
Кај Членот 93 вели во постапката во текот на истрагата може да се побара и одлучува он. Кога ќе заврши истрагата, за подобноста на доказите одлучува судечкиот совет. Мислам, толку е јасно. Тоа е во фаза на истрага, веќе. Значи, ако сега не побарал овој адвокатот на... Не, кој е во фаза на истрага? Ако сега не побарал, значи во претходна постапка, во фаза на истрага ќе се одлучува совет. Ако тогаш побарал да се иззема доказите. Он побарал сега, така, во оваа претходна постапка. Ако не може да побара во фаза. Кај има изречна забрана дека не може? Добро, ја ви кажувам. Нема член 93, не е тоа, не е смислата таа, се нема така. Нема. Сега во оваа фаза значи може судија на претходна постапка да донесе, а доколку сега не поднесеш адвокатот, ако во некоја подоцнешна фаза ако поднесе тоа барање за земање на доказите, тогаш ако имаш истрага ќе одлучуваше советот. Не може да одлучи судијата на претходна постапка. Он сега побарал овој адвокатот на обвинетите и судија на претходна постапка сега одлучил. Ама не може, тоа е исто како да побарате пред воопшто да се поднесат кривични пријави. Не, дозволете, ако одам по вашата аналогија, тоа е исто како не се поднесени кривични пријави и јас сакам судијата на претходна постапка да ми се произнесува по некој доказ дали е валиден или не. Ама поднесени се кривични пријави, како не се? Ама не е почната истрага, дали ме разбирате? Па зошто судија за претходна постапка? Вие сега целосно девалвирате неговата улога. Тогаш некој го избришат од закон. Значи вие според вас нема никакви надежности. Па не може да се разбереме очигледно. Добро, за одлуката тогаш да почекаме апелација, што ќе каже, ама вие велите дека апелација ако биде нова линија, викате како не е судството. Господине Бачев, не каков велам јас какво е судството или вие. Значи некои авторитети кои дојдоа овдека, експерти во кои никој не се сомнеа во нивната компетентност. Јас се сомневам во нив, јас странци кои ги гледам, да кажем, за мене не представуваат некои експерти. Добро, па затоа и сме оваа состојба која, ако така ги дочекуваме нивните одлуки. Значи странци треба да не ги решат работа. Ниеден политички релевантен политички субјект не ја испроблематизира компетентноста на експертите предводени од Прибе. Беше така или не? Кажа да се испитаат сите сомневања, ево го кажа тоа. Што вели ако го видиме извештајот, што вели за судството? Дека нема капацитет, дека е многу проблематично, дека е политизирано и така натака. И вие сега барате тоа судство во ситуација кога се инволвирани највисоките носители на власта да профункционира на начин како што би требало. Јас не велам дека ви се молам. Вака сега едно е право, едно е правичност. Не велам дека во тие разговори нема страшни работи. А сега збориме за право. Зошто бегаме? Ако збориме за правичност, да, и јас ќе кажам, разговорите се грозни, страшни, имало корупција, имало лоши работи, ама тоа не е правично, збориме за право сега. Да ве прашам вас, доколку вие бевте премиер и под истрага за вакви индикации за кривични дела, и доколку постоја снимките, така, ќе побаравте да се тргнат тие снимки или ќе речевте, слушајте, јас сум политичка личност која сакам и утре да водам државата, макар и некој да инсистира да се тргнат, сакам да се соочам со тие снимки, со содржината, со валидноста и така натака. Нели е тоа здрав разум на Ме прашувате, дека ќе кажеме, првиот момент ќе даде оставка од политички и од морални причини. Во однос на нели која ќе биде одлуката на апелација, најверојатно ќе треба да почекаме некој период. Меѓутоа, што значат самите жалби? Дали Зврлевски за дел од медиумите изјави дека обвинителите сами одлучуваат како ќе постапат во однос на решенијата? 21 жалба е доказ за нивната самостојност и независност во одлучувањето во постапките, или пак жалбите се пишуваат по дефиниција, односно по пракса? Секој обвинител си постапува самостојно, тој го води предметот, тој одлучува дали ќе поднесе или нема да поднесе и каква жалба ќе поднесе. Мислам, сепак тоа е што се вели по поставеноста на позицијата на јавниот обвинител. Сега, како тоа во пракса, дали има координација, некоја нема, тоа треба да ги прашате во обвинителството. Така. Иако се уште е рано да се каже дека ова би била можна правна разрешница на целиот случај со аферата, господин Бачев, очекувавте ли ваков развој на настаните? Па вие сега, ако веќе одиме малку хронолошки, дека јас уште во март месец кажав дека кога почна првите, кога беа најавувани бомбите, кажав дека тоа ќе биде една добра забава за народот и дека и така ќе заврши. И тогаш посочив дека ако Заев мисли да го руши Груевски, треба да го има 3 пункта на кои што треба да го руши. Тогаш кажав дека неговиот аналитички тим, значи, треба малку подетално, поусмислено да делува, дека бомбите нема да доведат до паѓање. И еве, тоа се потврдува, бидејќи на почетокот сега дали и самиот Заев до крај не биле искрени, тој некој сега условно кажано што му ги дал тие материјали, бидејќи
а тие приказки што кажуваат дека тоа се патриоти од службите не држат, тоа се гледате, тука слушам целиот државен врв, народски кажано направено решето, тоа е моќна странска служба и сега на почетокот кога ги дала тие материјали најверојатно му рекла дека со тоа владата ќе падне. И ако гледате првичните изјави кои беа на премиерот Груевски, самото негов говор, самите негово држење даваше една впечаток на една уплашеност кај него, али како одменуваше времето, ако сега веќе денеска ги гледате неговите настави, ќе видите веќе една освеженост, една сосема нов лик, така да значи работата во една насока која што не е постакувана за опозиционерите и еве тя не е тајна, еве бидејќи се работи кога се вашата така потака сериозна емисија, така од едни мои познајници што најнови информации што ги добив од вработени во службата за државна безбедност или како ја викаат управа за безбедност и контразнавање, дури ми посочија дека на почетокот кога излегле бомбите, премиерот Груевски отишол кај амбасадор на една моќна земја во државата, каде што отворено кажал дека дали мислат да го рушат, бидејќи не може против нив да се бори, буквално така им рекол, не можем против вас да се борам, јасно е. Ако се ме рушите да се повлечам. Овој му дали одговор на негово изненадување дека не се они нема таква намера, него сакаат да направат одредени сега тие фрази што ја кажуваат, демократизација на земјата, владење на правото и после таа средба кога се виде пред премиерот скроз смени две негови изјави кои што ги даваше порано на почеток кога се сеќавате на првата прес каже дека стои странска служба да зове и дека таа странска служба кога ќе почне судската постапка ќе ја каже. Така. И второ беше во април месец министрите за надворешни работи на Русија, Грција, Македонија во Букуреш потпишаа некој договор околу турскиот тек, тоа условно кажам што го кажува. И после таа средба значи даде изјава во која што кажа нема странски служби и дека тој тек ќе се гради ако се согласи Брисел. Значи тие некои две услови ретерирани негови беа изгледа доволни за овие. Тој некој што го кажувам, моќен што ние направи целата оваа работа, кој што први што значи има некоја замисла да ја руши владата. Така да сега веќе работи одат во една насока, јас кажав дека и останам на тоа дека значи тие политички борба сега што се водат во пред на изборите, опозицијата може да ја постигне целта само на тие 3 пункта што мислам јас дека, а не на основа на бомбите. И сега овие како што кажав сега вие што кажавте за специјален обвинител, еве пак се вратам на првичното прашање, без разлика што овој судија на претходна постапка сега ги донел ваква одлука како што донел, никој не го брани специјалниот обвинител врз основа на индици пак да покрене постапка. Тие материјали тој судија на претходна постапка ќе ги издвои во списите, но на интернет ги има сите тие материјали. Нека ги земе врз основа на допрен глас, значи никој не му се врзе на раците, можам пак како смета дека има нови околности, тука не важи правилото пресудена работа како при судските одлуки. Обвинителот специјален пак може да се тера работата. Врз основа на тие докази што ги има во така да таа фама што свора во јавноста дека сега вика излишно е веќе формирањето на специјалниот јавен обвинител после оваа одлука на судијата за претходна постапка. Специјалниот обвинител може да пожели одново пак, никој не го брани, нема законска забрана ако смета дека има некои нови околности да ги процесира тие случаи. Али за мене непотребно се створи една фама околу тој специјален јавен обвинител. Тој не барем се представи како некој шериф, дека ќе апси, ќе приведува. Јавност треба знае дека јавниот обвинител само гони, не суди во случај кога има кривични дела. Така да еве специјалниот обвинител, јас верувам дека сега ќе му возбржат законски претпоставки, како што ги бара јавноста. Тим, средства, ќе му ги безбедат тие средства, али ако видиме други докази, можеби ќе направи нешто, али ако и неговите активности се базираат само на овие докази, прислушкуваните разговори, нема што да постапува. Нема докази, незаконски се. Пред да продолжиме со разговорот околу позиционираност на специјалниот јавен обвинител, правиме пауза за реклами. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Среќен добитник на нови 100.000 денари е Валентин Талевски од Битола. И па на здравје кафе со Елит кафе. За среќен почеток на учебната година, за сите ученици, голем избор на училишен прибор во сите маркети на Тинекс. Тетратка 5 денари, дрвени боици 64 денари, фломастери 97 денари, водени бои 29 денари, темперни бои 109 денари, ранец 399 денари. Единствено во Тинекс, Сапонија Осијек ве наградува со училишни подароци за било кои купени производи над
159 денари. Среќна учебна година. Тинекс. Секој ден со вас. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмель. За убав ден и мирна ноќ. Драган Малиновски и Јанко Бачев, гости во 24 анализа. Продолжуваме околу прашањето за позиционираноста на специјалниот јавен обвинител. Неопходно ли е, еве веќе ситуацијата е веќе каква што е, специјалниот јавен обвинител што поскоро да се заврти со работа околу целиот предмет? Да, дефинитивно неопходно е да се изоди оној процес на негово етаблирање, затоа што тоа не е едноставно воопшто, како што гледам од преговорите, заглавени се сега околу законските решенија, како ќе оди, што ќе оди. И мислам дека тоа треба навистина да се апсолвира што поскоро, да се постави неговата законска рамка во која ќе действува и да се оди на персоналното решение кое ќе биде. Ако лично ме прашате дали треба брзање или не треба брзање, таму има некои рокови дефинирани во протоколот на договорот од Пржино, 15 септември. Лично не верувам дека тоа ќе се испочитува тој рок, меѓутоа добро е да се што поскоро да се тој постои, бидејќи воопшто не е едноставно, не станува збор сега ќе се именува обвинителот и сега до утран ќе почне работа. Него му треба адекватни услови, од најбанални до најсофистицирани, тоа да се обезбеди за да може од него да се очекува адекватен продукт во работењето. Господине Бачев, откако беше донесена одлуката на судија на претходна постапка, многумина препознаа саботажа на работата на нивниот јавен обвинител. Како коментирате? Еве, јас се предмалку кажав, не гледам саботажа. Јавниот обвинител нема законска пречка, овој специјалниот сега, ако го изберат, нема законска пречка да почне пак да постапува. Бидејќи ве кажав јас, тие материјали ги има, може секој да ги види. Ги има по интернет, и СДС ќе му ги даде пак како треба. Значи, он може да постапува, нема без разлика сега што имаме ние првично одлука на судија на претходна постапка да се отврдат како докази, еви под една претпоставена ситуација апелација да ги отврди жалбите, пак не гледам законска пречка специјалниот обвинител да почне да постапува. Сега тука прашање, јас го делам мислењето на соговорникот, прашање дали се избере јавниот обвинител, бидејќи механизмите што се вградени во самиот договор како да го кочат неговиот избор, бидејќи ако видите таму и специјалниот јавен обвинител и министерот за внатрешни работи се бираат со согласност на четирите партии, а гледајќи ги како се меѓу себе раскарани меѓу себе, тешко е дека се дојде до општа согласност, освен ако не пресечат пак овие од меѓународната заедница странци, ако не пресечат, они да го постават јавниот обвинител. Така, токму специјалниот обвинител беше тема на разговор на работните групи во изминатиот период, кои што работат под договорот од постигнатиот договор од Пржино. Едно од прашањата кое се наметна беше треба ли да се формира ново обвинителство или може тој да функционира во рамки на постоечкото? Па сега тие се формални финеси. Не гледам што е била разликата. Ако да биде оддел во рамките на јавното обвинителство, ако се пропише некоја законска норма дека јавниот обвинител здржавски врз него ќе нема никакви ингеренции, тој може да функционира како оддел сосема самостојно и независно. И како последна институција да се формира, исто така надлежност се тие што ќе му бидат пропишени. Сега ако оди како посебен јавен обвинител, тука веќе може да се прави некој упат во уставниот систем, бидејќи колку мене ме познато во уставот нема таква институција специјален јавен обвинител, дури се бара нели сега и специјален суд. Да се формира, така да тоа веќе наблегува во суштината на уставниот поредок на државата, така да можеби посоодветно е да се изведе тој законски маневр да се направи некој оддел во рамките, али ја немам ништо против и да се избере и самостоен јавен обвинител, али како што кажа, значи битна е сега суштината, надлежности, ингеренции што ќе му се дадат и средствата. И многу е битно сега тука како ќе можеме да постапаме, бидејќи јасно дека јавниот обвинител нема конкретни механизми да ги прибира докази. Тој ќе има една огромна соработка со други органи, со МВР, со Царинска полиција, со антикорупцијска комисија. Е прашање сега тие колку органи ќе му излезат во пресвет, колку тие законски механизми ќе детално ќе пропишат таа процедура за да може да постапува адекватно. Така, господин Малиновски, може ли на некој начин да се гарантира независност во работата на едниот специјален јавен обвинител? Независноста е по мене полесниот дел од
проблематиката која ќе се надмине. По мене најделикатно е прашањето на да се обезбедат механизми за ефикасност во работата на тоа јавно обвинителство. Неопходно, како што кажа соговорникот, тој ќе биде изложен на соработка, ќе бара од Царина, од Агенција за финансиско разузнавање, не знам, од други институции. Меѓутоа знаеме тие во каква состојба се и однапред знаеме дека од таму нема да има никаква соработка, напротив, лично очекувам и обструкции. Токму затоа тој специјален обвинител и обвинителство мора да има свој собствен тим од експерти, така наречени истражители, кои овие работи би ги работеле во функција на неговите истраги кои ќе ги води. Тоа не е нити недозволено, напротив, Законот за кривична постапка го предвидува како истражни центри и така натака. Значи, тој ќе мора да има собствена автономна екипа ако сака да очекува дека ќе има некаков напредок и прогрес и ефикасност во работата. Се друго што би значало очекување на некоја соработка, што во нормални околности е нормална работа со другите институции, тоа би значало однапред би било суден на неуспех. Господине Бачев, можни обструкции и потребен ли е нов закон или во рамки на постоечката законска регулатива би се регулирала неговата работа? Па сега, како што гледаме на работната група се воиграат двете варијанти. Едната страна инсистира на специјален, на посебен орган, другата страна инсистира тоа да биде во рамките на постоечкото државно обвинителство. Сега, што ќе прилезе од тоа, али роковите газат, треба да се избере до 15 септември, што веќе стана прилично известно дека нема да се случи до тој рок, освен ако, како што кажав, преку ног странците не пресечат и не го наметнат. Инаку, после, кога ќе биде избран, значи, како што кажав сега, премногу, така во јавноста се ствари, премногу големи очекувања се очекуваат од тој специјален обвинител, така да прашањето е дали ќе може сите тие работи, екипирање, па да започне истражни постапки да ги заврши, оти опозицијата и се брза, сака тоа да биде пред изборите, сака да биде кривични пријави против власта пред изборите, тргнувајќи од собствени политички проценки дека тоа ќе донесе политички поени, али сега колку е можно тоа, што кажавме на почетокот со оглед, имајќи предвид пак и како работи нашето судство со оглед на тоа запазување на роковите или судење во разумен рок, како што популарно се нарекува, прашање дали тие до избори дали ќе почнат тие постапки, така да генерално кажано јавноста е прилично поделена. Тука да кажеме едногласност околу действията што ги презема јавниот обвинител, еден консензус никогаш нема се постигне. Ние имаме сега една ситуација, една дел од јавност очекува Груевски доди во затвор, другата јавност очекува Заев доди во затвор, така да кога ќе пресече да видиме сега јавниот обвинител што действија ќе преземе, евентуално ако преземе, ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Според дел од информациите се и дека доколку работните групи не успеат до 14 да го изберат специјалниот јавен обвинител, него ќе го назначат странците. Колку е тоа паметна одлука? Знаете, јас не знам како ќе изгледа тоа, ќе го назначат странците, веројатно ќе се притисне кон некое решение за кое така има најблиску консензус и инаку ако очекуваме да се усогласат, веруете никогаш тоа не може да се случи, тоа ќе биде причина за пролонгирање. Така да верувам дека бидејќи странците се инволвирани поприлично во овој процес, верувам дека тие ќе помогнат кон изнаоѓање на некое решение. Така, господин Бачев, очекувате поголеми несогласувања во работните групи околу изборот на специјалниот јавен обвинител? Па видите се, они преговараат меѓу себе. Дали ќе постигнат осогласеност за околу личноста што треба да ја назначат за специјален јавен обвинител, тоа останува да видим, али во крајен случај, бидејќи веќе кажавме, се одвива тоа под менторство на странците, значи во крајен случај известно е дека ако не се согласат меѓу себе, дека странците ќе го наметнат тоа решение. Така. Пред некој ден имаше изјава од лидерот на СДСМ Зоран Заев дека доколку до предвидениот датум не се избере специјалниот јавен обвинител, ќе го напушти договореното отпржено и повторно ќе проложи со објавување на бомбите. Како коментирате ваквиот став на опозицијата? Добро, не би го тоа коментирал. Очигледно дека се работи за изјава која оди во насока дека опозицијата нема бесконечно и немо да го следи обструирањето на договореното и веројатно го кажува на постојање на
некои алтернативи како би се однесувало. Инаку за другото не знам што да ви кажам. Така, господин Бачов, како коментирате? Мене ми одговара да свртиме темата нова работа, бидејќи јас сум и политички активен, но бидејќи сега темата вогледам се ја сведуваме на правните аспекти на целиот овој проблем, сега не би сакал да влезем за која политизација, а инаку имам јас свој политички став во однос на целата ова работа, али како што кажа сега да задржиме во насока на правните аспекти. Така. По одлуката на судот еве од пред некој ден имаше реакција од страна на американската, британската, германската амбасада во земјата, и тие бараат независна истрага во однос на прислушкуваните материјали во однос на целиот случај, двата случаи пуч. Можно ли е разрешница без вмешување на меѓународната заедница? Значи, пораките кои стигна од релевантните амбасади е многу јасна. Значи, тие нема, за нив е неприфатлива ваква обструкција и они во одлуката на судот, односно на судијата за претходна постапка за тргањето на овие снимки, препознават еден вид на обструкција на договореното, тоа е повеќе од очигледно, дури упатуваат и на стандардите кои се во Европскиот суд за човекови права и така натака, значи по однос на примената на конвенциите. Тука е значи јасно. И сега ако го согледам и ефектот на самата одлука на судијата на претходна постапка, да ги замрзне овие докази, исто ќе се сложам и јас дека тоа не е некој драматичен, суштински, драматично да ја, како да кажам, да ја минира целосно работата на специјалниот обвинител. Меѓутоа, од друга страна, па се испраќа силна порака дека се прават напори да се обструира јавниот обвинител и по мене судот непотребно се искомпрометира со една уставно би рекол банална ситуација и очигледно незаконска ситуација искреира. Токму затоа мислам дека ваквата одлука на судот или на правосудството наше сега во генерално да збориме што се случи со тие докази, ја наметрува потребата и за размислувањето за специјален суд, специјални одели во постојниот суд и така натака, бидејќи станува повеќе од очигледно дека џабе квалитетно сработени истраги од специјалниот обвинител, ако тие бидат испорачани на судии кои однапред има донесена одлука. Така да мислам дека после ова се отвараат нови теми за размислување, ново прашање, сега не само за состојбата во јавното обвинителство, имаме неподобен или оценето е дека постојното јавно обвинителство е искомпрометирано и не работи неселективно и професионално, па имаме потреба од специјален суд. Сега имаме потреба поинтензивно да размислуваме и за каков суд ќе ги дочека обвиненијата. Моето мислење во однос на странците, во однос на господинот Малиновски, така малку, мислам, се разликува. Јас сметам дека нивното, посебно вчера, по повод одлуката на судијата во претходна постапка, имаше неколку соопштенија, посебно предначеше со својот невкус, така недипломатско однесување германската амбасада, но крајно, така да кажам, арогантно однесување во кое што со соопштенија директно се мешаат во натрешната судска власт. Сега без разлика какво е судството, со сите аномалии, но тие онака и уште повеќе девалвираат неговата позиција. Ние знаеме дека нашето судство е доста ранливо. Вчера и видовме едни соопштенија од амбасади кои што значат директно мешање во внатрешните работи на една земја. Но за жал Македонија е таква каква што е. Понижена, посрамена на меѓународната сцена, функционира како некаков протекторат, така да нема сила да го преземе тоа што би го презела секоја држава која држи до себе, бидејќи таква работа се случи во една нормална држава, веднаш тој амбасадор ќе биде протеран. Да даде такво соопштение, како што беа вчерашните соопштенија во кое што директно, како што кажав, се меша во внатрешните работи на една суверена и независна држава, барем формално правно гледано. Господин Малиновски, се согласува дека има мешање странските? Знаете што и мене лично, ако ме прашате, и мене не ми е пријатно да треба странците да ни ги решаваат нашите работи. На секој човек што има свое достоинство, тоа не му е пријатно. Меѓутоа, ако е алтернативата на тоа да тонеме уште натаму, бидејќи се покажа дека во моментов
Република Македонија нема капацитет самата да ги разреши овие структурни дубиози во правосудството и како таква. Ако таму не може да се разрешат работите, како можеме да очекуваме дека ќе имаме еднаквост, ќе имаме владење на право, ќе имаме правна држава и така натака. Значи, во вклученоста, не би рекол инволвираноста на странците, во вклученоста на странците гледам јас позитивно од аспект на помагање на Република Македонија да излезе од оваа состојба, а не како некој негативен. Сега странците ни велат, повелете, донесете го законот за специјална обителство. Ние се плеткаме, не сме ни почнале со тоа. Има обструкции, веројатно невидени. Кога ќе дојде до персоналното решение, кој ни брани нас ние да збереме специјален јавен обвинител? И сега, вие ако видите, ќе заглавите повторно во жива кал и не може да се избере тој, а притискаат рокови, притискаат состојбите во Република Македонија кои не трпат пролонгирање, сосема е коректно да се прифати дека улогата на странците кои ќе помогнат во назначувањето и во предлогот и во менеджирањето за поставување на специјален јавен обвинител треба да се гледа позитивно. Тоа е нужност, едноставно, не е прашање на избор. Али во таква една околност, значи, треба да имаме предвид и расположението на домашен терен. Сега во една таква ситуација, ние слушнавме, да кажем, од тие бомби, ги слушаме сите тие аномалии што се правеле во разговорите што има. Иако ова за мене не е нешто посебно интересно, бидејќи тоа се прави во Македонија 25 години. Така се правило и порано. Сега интересно е тоа во јавност, бидејќи тие бомби излегува јавно. Како што кажав, иначе тоа е правено, се прави од 90 години навака, се преслушкува, се следи незаконски. Значи не некоја новост. Борам за тие се поупатени. Сега за странците што кажав, значи ние требаше да работиме на домашен терен. Тука имаше две можности. Едната можност е, да кажеме, Груевски да се даеше оставка. Бидејќи во такви земји гледаме, кога ќе настанат такви афери, излегуваат нивните политичари, си дават оставки. Сега во Македонија немаме таква традиција. 25 години не сме видели некој да се даде оставка од морални причини, од политички причини. Нема таков пример. Па некој да се повика на тој пример. Значи немаме таква традиција демократска изградено да се даде оставка. Значи не се даде оставка. Вториот случај, ако не се даде оставка, тогаш опозицијата требаше да го повика народот. Го повика народот, пред влада има двајца без тројца. 40-50 дена го блокираа собранието во Скопје, им даваа таму по 1000 денари дневница, истото го направи ВМРО ДПМН пред собрание, им даваше по 20 евра дневница и видовме, немаше народ. Значи, така се решава работа на домашен терен. Ако сметаш дека народот стои за тебе, дека е погоден со овие работи што ги правила власта, јас сега да знам дека за мене како партија Народно движење за Македонија ќе застанат 15-20 луѓе, ќе влезам во собранието. Нема таа полиција што може да го спречи тој народ. Ако така, значи, до толку дојде на работата. Така да се види дека народот не ги поддржа тие бомби, тие разговори што се спомнуваат во разговорите. Така. Времето полека поминува, јас ви благодарам што бевте дел од оваа 24 анализа. Останете ви, драги гледачи, понатаму со програмата на 24 вести.